повеќе има ли и нема, и неќе се роди по-убаво девојче од Македонче. На 9 август, на големиот христијански празник Свети Пантелеймон, се одржа 8-та поред иселеничка средба, насловена како Средба со диаспората 2025. Средбата ја организираа македонците кои живеат во Канели, Ница, Италија. Село Драгобраште, Виница, повторно пулсираше со живот, љубов и радост. Во топла атмосфера, на свето место кај манастирот Свети Спас, исполнето со духовна сила и спомени, нашите луѓе се собраа со едно срце и една душа. Иселеничката средба беше можност за сите што животот ги однел далеку од татковината, повторно да се сретнат, да се прегрнат со роднините и пријателите. Овој ден беше посветен на традицијата и љубовта кон татковината, ден за создавање на нови, незаборавни спомени. Средбата беше потсетник дека, без разлика колку сме далеку, корените не се забораваат. Љубовта кон родната земја останува за секогаш жива. На просторот покрај манастирот Свети Спас се собраа стотици луѓе, мештани, гости и иселеници, кои годинава повторно се вратија таму каде што срцето најсилно им чука – дома. Сдруженијето Камен мост е формирано во 2011 година од една група на ентузијасти, би рекла, бидејќи се уште бевме млада диаспора за да се зафатиме за таков чекор. Првите 7-8 години доста успешно работевме на интеграција на македонската заедница во Италија, односно во околината на Канели и во целиот регион Пиемонте. И тоа ни беше основната цел, значи да служиме како референтна точка меѓу македонските институции со италијанските институции, исто така да се најдеме од помош на нашите луѓе и плюс да ја малку прикажеме македонската култура пред новиот домакин. Како функционирате таму во Италија? Како се дружите, како се дружат македонците во Италија? Па би рекла дека во Италија почнуваме веќе да се чувствуваме како дома, иако понекогаш се чувствувам виновна што го кажувам тоа. Меѓутоа, например, ние во Канели сме околу 1500 македонци, 15% од населението. Имаме македонски продавници, македонски ресторани, значи имаме се македонско. Така што животот ни е, да речеме, една мешавина од македонска и италијанска култура. Денеска сме на голем празник овде, на Свети Пантелеймон. Што се случува овде, и колку часа ќе трае оваа дружба? Оваа дружба трае некаде до 6 часот, 6-7 часот. Идејата е од 2017, мислам оваа е 8 поред. Беше така една обична забава да направиме за иселениците, меѓутоа потоа прерасна во традиционална, бидејќи најдовме слух кај општината, кај сите досега општински власти, мора да нагласам. Идејата беше од нашиот член на Советот и одговорен за манифестации Ефтимо Ванчо. Тој беше главен иницијатор и најмногу помага за остварување на оваа средба, нови средби. Потоа црковниот одбор при манастирот ни излегува доста во пресред. И нормално сите членови на Сдруженијето помагаме со средства, со работа и секако голема благодарност до општината, бидејќи без нив секако не би било тоа. 33 години живеам во Италија и сам по една разговарање со градоначалникот одлучивме да ја правиме ова иселеничка средба по 8 пат. 8 пат ја правиме и ми со задоволство сум за да направиме. Денеска имаме имаме одмах градоначалник ќе настапи, потоа имаме директорот за иселеници Горан Ангелов, па имаме тука е попот и ќе настапиме ние. Имаме игрорна група од Италија, наши дечиња, тамо ка учени, тамо родини, наши ора. Потоа ќе имаме ручек, обезбедено ручек за сите, во прекрасно место манастирче Свети Спас.
село Драгобраште. И денеска е еден убав ден, прекрасен ден на Свети Пантелемен, да ни е за многу години празникот и да ни биде се со среќа и убавина. Што значат за вас овие дружби на иселениците, бидејќи претпоставувам еднаш годишно се среќавате овде, ова ви е 8ми пат поред. Што значи за вас еве сето ова, да се видите со пријатели кои што не сте можеле да се видите можеби со години? Па да, има дојдено луѓе од сегде. Од сегде имаме од Германија, од Швајцарија, Италија, претежно Италија. Ова е дел тука, нашите луѓе отидоа за Италија. Едно видување, после толку време да се сретне со некој тука, да си видиш некој стар роднина, некој сосед, некој пријател што не си го видел многу време. Да се дружиме. Тоа е на средба да се дружиме и да се веселиме. Сдружението постои од 2011 година, значи 14 години. Нашите активности се познати во Италија и во Македонија. Например, преку оваа иселеничка ја нарекуваме, ја би рекол печалбарска, бидејќи ја не се сметам уште за иселеник. Овде имам стар родител, имам куќа, значи се враќаме еднаш-два пати годинашно сигурно и настојуваме да помогнеме и за обстанок и просперитет на нашата држава, Република Македонија. Таму нашите активности се сведуваат на вакви слични дружби за разни празници и јубилеи. Учествуваме активно и во културно-забавниот живот на градот кај што престојуваме. Они имаат исто своји манифестации, како што е една од поинтересните обсадата на Канели од французите, во кое што во последно време земаме учество и ние нешто како еден дел во еден настан бевме како мерканти, што значи овие што доаѓаат пазарџиите од страна на Панаѓури, ние бевме као македонски панаѓурџи на тој дел, мерканти ги викат они. Во обсадата имаше и наши луѓе проблечени во војници, во бранители на градот. Од прилика околу тие работи се движат нашите активности. Најповеќе настојуваме да шириме нашата култура и традиција преку разни настани, дружења. Се трудиме што повеќе да им пренесеме од нашата историја, која што е богата. И ја би рекол тоа. Помеѓу диаспората и Македонија? Па преку Агенцијата за иселеништво моментално добро комуницираме со Агенцијата на иселеништво во овој момент. Манифестацијата започна со поздравните зборови на градоначалникот на општина Виница, Миле Петков, а гостите ги поздрави и директорот на Агенцијата за иселеништво, Горан Ангелов. Денес сме собрани овде, не само како поединци, туку како едно големо семејство, поврзани преку љубовта кон нашето родно место, нашата традиција и нашите заеднички корени. Вашето присуство овде е најдобар доказ дека иако далечината не разделува физички, срцето секогаш не носи назад дома. Секоја иселеничка средба е можност за повторно поврзување. Поврзување со роднините, со пријателите, со родната земја. Вашето заминување во странство било водено од различни причини. Пострага по подобар живот, образование, работа, но секогаш сте ја носеле Македонија во срцето. Вие сте нашите амбасадори во светот. Вие сте нашата жива и постојана врска со светот. Оваа средба е символ на нашата заедничка желба да останеме обединети, да ја чуваме нашата култура, јазик и обичаи, без разлика каде живееме. Да не заборавиме кои сме и од каде потекнуваме. Нека оваа средба биде потсетник дека вратата на татковината секогаш е отворена за вас. Сакам да додадам дека за надминување на актуелните идни потешкоти и остварување на амбициозно поставените цели ќе биде неопходно да се зголеми меѓусебната соработка со диаспората. Помагајќи си едни на други и действувајќи сплотено, ќе можеме многу побрзо и подобро да оствариме заедничката цел и визија да ја направиме Македонија посакувано место и многу подобро место за живење. Токму затоа општина Виница и во иднина ќе продолжи да ги поддржува настаните со ваков карактер кои имаат заеднички интерес за доброто на сите. Навистина е чест и задоволство да се биде помеѓу вас, иако
Македонија носите секој пат во вашето срце, во вашата душа, во вашиот разум, во секојдневните размислувања. Сакам сите да ве поздравам од името на премиерот на владата на Република Македонија, господинот Христијан Мицковски, кој за жал не може да биде дел на оваа средба, и од името на Агенцијата за иселеништво, која секој пат е сервис на вас, иселениците, секој пат стои како мост меѓу вас и македонските институции. За сето оно што ви треба во Република Македонија, ние ви стоиме на располагање, нашата администрација. Сакам да најавам дека моментално се изработува нова национална стратегија за диаспора, каде што владата и парламентот ќе предвидат веќе од следната година одредени царински и даночни повластици за оние кои сакат трајно да се вратат во Република Македонија, да бидат ослободени од царини и даноци на оние основни средства кои ќе ги внесат во земјата, тоа се автомобилите, мебелот и слично. Значи, оние, да не бидам сватен погрешно, значи оние кои трајно се враќаат, не оние кои привремено. Младите играорки од играорната група Камен мост, членки на културно-уметничкото друштво Канели Ница од Италија, ја збогатија програмата со изведба на македонски традиционални ора. Тие се доказ дека македонската култура и традиција, македонскиот фолклор живее и се негува и надвор од границите на Македонија. Имаме убава организација со поддршка исто од Македонија. Сега неколку месеци почнавме да организираме исто играорна група на нашите дечиња што живеат и што се родени и живеат во Италија, и на почетокот имавме малку страх, мислејќи дека децата нема да имат доволен интерес, ама сакам да кажам дека сме презадоволни од бројката на дечиња што присуствуваат во нашата играорна. За рок од 2-3 месеци ние сме околу 32 дечиња. Денес на возраст од 5-6 години па до 15 години. Немаме граница на возраст, кој сака може да проба. Исто сега од септември имаме пријавени други дечиња што сакаат да пробат, и превише ми се свиѓа што меѓу децата има голем ентузијазам, што сакаат да ги научат нашите ора, што кога прв пат дојде не го знаеа ни правото да го играат, а сега веќе ги знаат и потешките ора да играат за рок од малку месеци. Исто така меѓу нив се формира големо дружение, се познаваат, се дружат, се сакат и се видуваат исто и надвор од тоа. И сакам да кажам дека ние веќе постоиме 3-4 месеци, малку време, ама дечките убаво играат, денес ќе ги видите и сум пресреќна од тоа. Исто имаме различни покани од различни страни и надвор од Италија. Сега на 13 септември сме поканети во Пјаченца да присуствуваме, а напролет исто во април сме поканени во Швајцарија. Сара, колку години членуваш во друштвото Канели, културно-уметничкото друштво Канели, и како и кои кореографии ги изучувате? Многу више не играме од многу време, од април месец, ама многу баво ги научиме на 3 пати. Е првата што ја научиме, после машката ја играме многу и правата. И многу е интересно, пошто Благица е многу добра да не уче и многу знае и многу е добра со нас. Дали ви се тешки кореографиите за учење и колку време ви е потребно да savладате едно македонско ора? Од почетокот беше баги тешко да ги научивме, од тие деца само правата ја знаевме, ама после поленка ги научиме. Првата што ја научиме е на 3 пати, и многу е убаво да знаеме, од што ни е интересно така да се учиме. Ја македонскиот јазик го научив од маленка, пошто ја се родив тука во Македонија и после на 6 години отидов во Италија. Там више сам 8 години, 8-9, ма македонскиот јазик јас си го секогаш знам, пошто е наша македонска традиција, нели, ја не можам да забравам такво. Во културно-уметничкото друштво Канели од кога членуваш? Ја од април. Почнавме од април, не вежбаме од далеко, нели од многу време. Јаш малку сме, ама многу фала на Благица што не учише убаво и што успеавме да научиме многу убави ора и на многу брзо време.
Во чест на празникот Свети Пантелемон и во чест на сите присутни гости, света литургија, молитва и благослов за здравје и напредок одржа протоереј Николчо Цикарски од црквата Свети Арангел Михаел од Виница. Името на Отецот, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин. Живи здрави за многу години, нека. По литургијата и молитвата се служеше ручек и се играше оро под отворено небо. Се пееа македонски песни, а децата играа, се дружеа и се запознаа со корените на своите семејства. Возрастните евоцираа спомени, зборуваа за животот во странство, но и за љубовта кон родното огниште. Атмосферата беше исполнета со многу емоции, искрени прегратки и гордост што традицијата продолжува. Манифестацијата Средбата со дијаспората 2025 година беше повеќе од обична средба. Таа е сведоштво дека далечината не е пречка кога љубовта кон татковината е силна. Манифестацијата се реализираше со помош на Сдруженијето Камен мост од Канели, Ница, Италија, од Општина Виница и од Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Се гледаме повторно следната година со уште поголема љубов и уште повеќе срца што ќе чукаат како едно. Се гледаме дома во Македонија.